Денеска ми беше чест и задоволство што заедно со директорот на Елем имав можност да ја видам речиси завршената зграда на Елем, каде што ќе се смести Елем. Од она што можеше да се види и да се слушне од директорот, 98-99% зградата е завршена. Остануваат некои мали финеси, чистење на објектот, внесување на мебелот и некаде крајот на јуни ќе има вселување на луѓето кои што ќе работат тука. Се работи за објект во кој што Елем инвестираше околу 15 милиони евра, околу 10.000 метри квадратни и трајно решавање на проблемот со смесување на компанијата Елем. Имено тие сега се сместени во прилично мал простор, околу 3-3.500 метри квадратни. Имаат сериозен недостаток на простор и плюс делови од нив се сместени под кирија и плаќаат годишно само за тие делови околу 200.000 евра кирија годишно, која што веќе во иднина нема да се плаќа бидејќи сите ќе бидат заедно во новиот објект. Така што се работи за еден успешно завршен проект овде во строгиот центар на градот. Паралелно со него се заврши уште еден објект кој што е тука, тоа е зградата на регулаторните тела. Сличен по големина објект и сличен и по инвестиции, така што станува збор за сместување на 6 регулаторни тела. Две згради кои што представуваат објекти на државата, објекти во кои што се сместуваат државните органи. Поголем дел од нив, да речеме, регулаторните тела преходно беа под кири, сега се сместени во собствени објекти или пак беа во премали простори и не можеа соодветно да работат. Така што центарот на градот доби естетски убави згради, но исто така многу државни институции добија објекти кои што се доволни за нивниот развој и нема да има во иднина плаќање на кири од нивните буџети, ќе има големи заштети во тој поглед, што е одлично за самите компании. Од она што можевме да го видиме, навистина работите се добро завршени, квалитетно завршени и може да се каже дека еден значаен проект за развојот на оваа компанија, за нормално работење на компанијата е веќе завршен. Имав можност исто така од директорот да слушнам и за другите развојни проекти од нивната примерна дејност и навистина можем да кажем дека имаат направено сериозен напредок во однос на многу голем број енергетски проекти. Некои се во фаза на градба, некои се во фаза на физибилити студија, некои во фаза на проекти или пак во фаза на отворање на тендер за градба и така натаму, како и да е. Во исто време се направија и огромни заштеди, но и огромни напредоци во однос на многу енергетски проекти во Република Македонија за кои што имавте можност пред малку да чуете.